Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Грижлив родител. Денес ќе зборуваме за една многу суптилна тема, а сепак мислам дека е длабоко влијателна. Зборуваме за парадоксот на постојаното барање одобрување. Знаете, тоа е оно чувство кога постојано гледаш во другите за да ти потврдат дека си доволно добра, дека си окей. Однадвор може да изгледа дури како доблес, нели? Сакаш да угодиш, да бидеш кооперативна. Но кога тоа ќе стане твој животен компас, тогаш може да доведе до тоа целосно да се изгубиш себе си. Тоа е една тивка внатрешна борба, што многу мина ја водат. А често не се ни свесни за тоа. Токму така. И таа борба најчесто има многу длабоки корени. Обично во детството. Особено кај луѓе кои пораснале во средини што ги нарекуваме дисфункционални. Ова е многу изразено во семејства каде што имало, например, алкохолизам или други зависности. Затоа во денешната анализа често ќе ги користиме термините ВДА, возрастни деца на алкохоличари, и ВДД, возрастни деца од дисфункционални семејства. Бидејќи, иако причините може да се различни, искуствата тие создаваат неверојатно слични образци во зрелоста. Значи, нашата мисија денес е токму тоа. Да истражиме откаде доаѓа оваа потреба, како не обликува и најважното се разбира кој е патот назад кон себе. Кон тој автентичен идентитет кој може би е закопан длабоко под туѓите очекувања. Добро, ајде да почнеме од почеток. Дисфункционално семејство. Тоа е тежок термин. Луѓето може би веднаш помислуваат на некои екстремни сценарија, на викање, насилство, но често е многу потивко од тоа, нели? Многу покомплексно. Апсолутно. Понекогаш не се работи за тоа што било присутно, туку за она што го немало. Отсуството. Токму така. Отсуството е клучниот збор. Можеш да растеш во дом каде што материјално ништо не ти фали, но да отсуствува емоционална сигурност, топлина. Дисфункционалност во основа значи дека емоционалните потреби на членовите, особено на децата, не се задоволуваат на здрав начин. Како тоа изгледа во пракса? Па замисли, детето ќе изрази страв или тага или некоја потреба, а одговорот што го добива е тишина, или иритација, или целосно игнорирање, и тогаш учи една многу мощна лекција. Моите чувства не се важни. Да, моите потреби се товар. И од таа лекција произлегуваат неколку непишани, но железни правила за преживевање. Првото е не зборувај за проблемот, второто немај доверба, затоа што светот е непредвидлив, и најважното ми се чини е не чувствувај, затоа што твоите чувства само носат проблеми. Совршено кажано. Тоа е еден вид емоционален прибор за прва помош за детето. Кој во зрелоста станува кафес? Токму така, кафес. Детето, за да преживе, станува хипербудно. Будно за емоциите на другите. Учи да ја чита собата, да ги предвидува расположенијата на родителите, да знае што точно да каже или направи, за да го одржи тој кревок мир. Вештина за опстанок. Да, клучна за тогаш, но потоцна во животот станува автоматски рефлекс. И тоа директно води до една од клучните точки од така наречената листа за перење за ВДА и ВДД. А таа вели: станавме луѓе што бараат одобрување и во тој процес го изгубивме сопствениот идентитет. Значи, потребата за потврда не е мана. Таа е брилјантна адаптација што едноставно си ја надживеала својата намена. Чекај, ова е навистина фасцинантно. Значи, самиот механизам што го спасил детето, тоа постојано скенирање на тугите потреби, е истиот механизам што го саботира возласниот. Тоа е тој брутален парадокс. Прако тоа изгледа во секојдневниот живот, кај еден возрасен човек. Изгледа како постојан внатрешен диалог, скоро како граѓанска војна во сопствената глава. Можеме да го замислиме како една трагична представа со два главни лика. Од едната страна е интернализираниот критички родител, оној остар, осудувачки глас кој е ехо на вистинските родители или на атмосферата од детството.
Гласот што постојано вели не си доволно добар, можеш и подобро. Да, пак сгреши. А од другата страна е интернализираното и сплашено дете. Тоа дете се уште верува во тој глас и очајно, ама очајно се обидува да биде совршено, за да конечно го замолчи, за да заслужи љубов. И таа внатрешна драма потоа се проектира надвор, нели, во реалниот свет. Секој шеф станува потенцијален критичар, секој партнер станува личност чија љубов мора да се заслужува одново и однова. Токму така. И за да се преживее во тој свет, се гради еден вид лажно јас. Однадвор, таа личност може да биде неверојатно успешна, одговорна, столбот на семејството, на канцеларијата, но внатре се уште оперира од перспективата на тоа мало дете кое се плаши од конфликт, од критика, од напуштање. Точно. Таа хиперодговорност не доаѓа од место на самодоверба, туку од место на страв. И тоа е поврзано со другите карактеристики од листата. Претеран страв од лути луѓе. О, да. Доживување на секоја критика како напад врз целото битие. И длабоко чувство на вина кога ќе се обидат да се заземат за себе, кога ќе кажат не. Секој пат кога ќе угодат на друг на собствена штета, тие го зацврстуваат тоа лажно јас и го закупуваат вистинското јас уште подлабоко. А трагедијата е во тоа што овој внатрешен образец ние несвесно го рекреираме во нашите животи. Бараме луѓе и ситуации кои ни се познати, дури ако таа познатост е болна. Во врска со некој кој е емоционално недостапен, Критичен? токму така, или има собствени компулзивни однесувања. А зошто? Затоа што таа динамика ја позната. Динамиката на постојано трудење и никогаш целосно добивање на љубовта и сигурноста. Парадоксално, тоа се чувствува како дома. И тоа само го засилува она длабоко детско верување. Ако не добив безусловна љубов, тоа мора да значи дека јас не сум вредна за љубов. Тоа е толку разорна логика што еден возрасен човек ја носи со себе. Со текот на времето тоа верување еволуира на еден многу тажен начин. Не сум вреден за љубов, прво станува не ми треба љубов. Како начин да се заштитиш, нели? Одбранбен механизам. Да. Потоа, тоа преминува во не сакам љубов. А крајниот, најтрагичен стадиум е кога личноста почнува активно да ја отфрла вистинската здрава интимност. Кога ќе и се понуди. Затоа што е толку непозната што се доживува како небезбедна. Точно. Ова е суштината на самонапуштањето. Стануваш толку отуѓена од собствените чувства и потреби, што веќе не ни знаеш кои се тие. Кога некој ќе те праша, ама што сакаш ти? Одговорот не е прашање на пристојност. Тоа е искрен внатрешен вакуум. Не знаеш што сакаш, бидејќи со децении си бил фокусиран само на тоа што го сакаат другите. Го напушташ собственото внатрешно дете, го оставаш само и исплашено. Но овој пат ти си оној кој го напушта. Ова звучи прилично мрачно, морам да признам, но целата поента на разбирањето на овој механизам е дека постои излез. Тука доаѓаме до клучниот концепт за исцелување, идејата да станеш собствен родител полен со љубов. На англиски ова се нарекува reparenting. Што точно значи тоа во пракса? Тоа е патот напред. И не се работи за обвинување на минатото. Се работи за преземање одговорност за собствената емоционална благосостојба. Сега, во сегашноста. А започнува со нешто многу важно – дозвола за тагување. Да си дозволиш да тагуваш за детството што си го немала. Да, за потребите што не ти биле задоволени. Мораш да го признаеш губитокот пред да можеш да изградиш нешто ново. А потоа, процесот на преродителствување се потпира на свесно и намерно давање на она што ти недостасувало. Можеме да го поделиме на 4 клучни столба. Ајде да ги разгледаме еден по еден. Првиот е безбедност и сигурност. Ова е повеќе од само физичка безбедност, предпоставувам. Многу повеќе. Станува збор за создавање на внатрешна емоционална сигурност. Што значи тоа во пракса? Во пракса тоа значи поставување граници. Учење да се каже не без да се чувствува вина. Значи, свесно да се оддалечиш од луѓе и ситуации кои те исцрпуваат.
кои те критикуваат или прават да се чувствуваш мал. Тоа е како да градиш безбеден, топол дом внатре во себе, каде твоето внатрешно дете конечно може да се опушти, да знае дека е заштитено. Вториот столб е емоционална регулација. Ова звучи како огромен предизвик за некој што цел живот учел да не чувствува. Како воопшто се почнува? Се почнува со најмалиот можен чекор. Едноставно именување на чувството. Без осуда, без анализа. Само во моментов чувствувам анксиозност. Или чувствувам тага. И со самото тоа именување? Со самото тоа именување ти му испраќаш порака на својот внатрешен систем. Те гледам, те слушам. Ова што го чувствуваш е валидно. Ти, возрастниот, си тука и нема да го напуштиш исплашеното дете. Третиот столб – дисциплина и рутина. Може би звучи контраинтуитивно кога зборуваме за емоции, но има совршена смисла. Ако си пораснала во хаос, предвидливоста е форма на љубов. Тоа е длабока вистина. Конзистентноста создава сигурност. Едноставни, дури и досадни работи. Легнување и станување во исто време, редовни оброци. Држење до ветувањата што си ги даваш себе си, како ќе прошетам 15 минути денес. Секој од овие мали чинови му вели на твоето внатрешно дете: јас ја имам контролата, јас сум доверлив родител, можеш да се потпреш на мене. И четвртиот, кој ми е омилен, е радост и игра. Дозволата да се биде смешна, да се прави нешто само затоа што е забавно. Без никаква цел, без продуктивност. Тоа мора да е најтешкиот дел за некој кој цел живот се обидувал да биде корисен и совршен. Често е последниот и најтежок дел. Да, но е апсолутно клучен за враќање на автентичноста. Тоа е процес на повторно откривање на она во што уживало тоа дете во тебе, пред светот да му каже дека е губење време. Можеби е цртање, пеење во автомобилот, танцување во дневната соба. Тоа е директно поврзување со изворот на твојата вистинска автентична животна енергија. Ова се одлични насоки. А кои се некои конкретни секојдневни практики со кои може да се започне? Афирмациите, иако на почетокот може да звучат чудно, се моќна алатка. Повторувањето на реченици како «Јас сум важна», «Моите потреби се валидни», «Дозволено ми е да правам грешки». Со текот на времето, тоа почнува да го препрограмира оној внатрешен критички глас. Не е магија, туку невропластичност на дело. Ми се допаѓа и една друга вежба, да се земе фотографија од себе си како дете, да се погледне во тоа детенце и да му се кажат сите зборови што му биле потребни тогаш. Нешто како, гледам колку си исплашена, но јас сум тука сега. Ќе се грижам за тебе. Да, тоа е многу моќно. Или, кога ќе се најдеме во стресна ситуација, наместо да реагираме панично, да застанеме за момент и да се запрашаме: што би направил сега еден родител полен со љубов за мене? Одговорот на тоа прашање станува нашиот водич. И тука е важно да се нагласи нешто клучно. Целта не е да станеме себични, не е да престанеме да се грижиме за другите. Туку да го трансформираме тоа. Окмо, да ја трансформираме таа способност. Наместо компулзивно угодување кое произлегува од страв, ние учиме да се грижиме за другите од место на исполнетост, од место на избор. Исцелувањето не зависи од тоа дали нашите родители ќе се сменат или ќе ни дадат одопрување сега. Тоа е целосно внатрешен процес, процес на преземање на сопствената моќ. Како заклучок, би рекла дека постојаната потрага по одобрување не е тоа што сме ние. Тоа е стара стратегија за преживување. Во зрелоста таа стратегија почнува да не гуши, да не спречува да живееме автентично. Патот назад кон себе си е патување на длабоко самосочувство, на тагување, но и на радосно откривање. Тоа е свесна, секојдневна одлука да станеме оној родител полн со љубов, каков што можеби никогаш не сме го имале, но каков што секогаш сме го заслужувале. И сакал да завршам со една мисла за размислување. Исцелувањето не значи да ги избришеме овие особини што сме ги развиле. Тоа значи да ги интегрираме, да ги трансформираме.
Личноста што компулсивно угодува може да стане личност со длабока емпатија, која знае да се грижи за другите, но и за себе. Хиперодговорната личност може да научи да биде одговорна пред се за собствената среќа. Па, прашањето што би го оставил за крај е: која карактеристика за преживување која некогаш ве штитела, сега е подготвена да ја трансформирате во извор на сила за вашето вистинско јас?